Екипите од првата футсал лига го креват гласот во однос на тоа бидејќи не добиваат субвенција од Министерството за спорт. Велат дека не им се познати причините зошто не добивале финансиски средства. 8 екипи од првата футсал лига со подпис и печат испратија заедничко соопштение до Министерството за спорт и до Фудбалската федерација на Македонија. 8 клубови од првата футсал лига кои имаат ставено подпис и печат на соопштението се Бутел, Железарец, Кегимоби, Црна река, Клими, Проекто Согово и Шкупи. Како што се вели во соопштението, на 2 клубови од првата лига и на 1 од втората лига им били исплатени субвенции, додека пак за останатите клубови нема. Од прегледот на сајтот за јавни финансии можеме да видиме дека на 2 клуба од првата лига и на 1 од втората футсал лига им се исплатени субвенции, а останатите клубови изоставени. Клубовите бараат средба со министерот за спорт Борко Ристовски, но дополнително бараат и во најкраток рок да им бидат исплатени субвенциите од минатогодишниот циклус. Бараме итна средба со вас за разјаснување на ова недоразбирање. Бараме во најкраток рок да бидеме исплатени за минатогодишниот циклус на субвенционирање, каде беа опфатени само неколку клуба, за да можеме да ги стартуваме подготовките за следната полусезона. Доколку до почетокот на втората полусезона, која започна од 4 февруари, не се разјаснат и расчистат недоразбирањето, ние клубовите од првата футсал лига одлучивме да не го продолжиме надпреварувањето во претстојната полусезона. Ќе ги известиме медиумите и запознаеме јавноста, како и органот на надпреварување во Фудбалската федерација на Македонија. А размислуваме и тоа да ги стопираме на нашите фудбалери, репрезентативци за претстојниот циклус квалификации на крајот на јануари против Португалија. Одговори побаравме од Министерството за спорт, но до имитувањето на прилогот во дневникот Дневне телевизија одговор не добивме од страна Министерството за спорт. Во првата футсал лига на Македонија се надпреварува 10 екипи, а во втората лига се вкупно 13.